Пештерите во џунглата на Окинава кријат останки на илјадници цивили и војници, оние кои загинаа во последната голема битка од Втората светска војна. Скоро. この亡くなってる方が Тоа е череп. Дали овој починат е војник или цивил? Мислам дека оружје кое предизвикало пламен го направило ова. Се е изгорено. Со децении, коските лежеа непречено, додека Јапонија се обидуваше да го заборави своето воено минато. Тоа ја срами нацијата, вели Гушикен Такамацу. Тој основал организација, мала група на волонтери, посветени на пронаоѓање на останките на мртвите од војната и нивно обединување со нивните живи потомци. 山に遊びに行くと Кога бев мал, особено кога излегував да играм во планина, гледав скелети со челични шлемови. Кога бев дете, тоа изгледаше страшно. Но како што созреав, се прашував зошто жртвите од оваа војна се уште се оставени таму. Во текот на 40 годишното пребарување, Такамацу открил останки на повеќе од 700 луѓе. Јапонската влада не дава финансиска помош. Во 2011 година таа се согласила да понуди селективно ДНК тестирање. Но базата на податоци е мала и многу роднини на загинатите веројатно исто така починале. Ние сме еден или двајца волонтери. Во реалноста владата треба да го направи ова. Но иако бараме, тие одбиваат. Сакам да покажам дека ако ги барате остатоците на овој начин, можете да ги најдете. Оваа работа се уште не е завршена. Досега Такамацу ги идентификувал останките на 4 лица и ги поврзал со нивните преживеани роднини. 最初は信じてくれなかったです。 На почетокот не ми веруваа, се сомневаа и мислеле дека се работи за измама. Но разбирам како се чувствуваа. 70 години не слушнале ништо, а потоа добиваа телефонски повик да кажат дека нивниот роднина е пронеден. Беше како нивниот татко да се враќа дома. Околу 90.000 јапонски војници, 12.000 американски војници беа убиени кога американските сили упаднаа во Окинава во април 1945 година. Се проценува дека биле убиени над 100.000 цивили. На локалните жители им било кажано дека ќе бидат тепани и убиени од американските сили. Многумина се сокриле во пештерите на островот, бидејќи предавството било забрането. Некои од нив извршиле самоубиство. Жителите многу се плаше од американската војска. Меѓутоа, дури откако станале војни заробеници, сватиле дека тоа не било така. Војската на САД им обезбеди на жителите храна и медицинска нега. САД и Јапонија сега се блиски сојузници. Окинава е домаќин на речиси 30.000 американски војници. На источниот брег на главниот остров се гради нова американска база. Дел од земјата користена во изградбата се ископува од југот на Окинава, каде што американските сили дојдоа на брегот во 1945 година. Локалните власти инсистираат на тоа дека материјалот треба да се провери пред да се ископа, но Такамацу вели дека најверојатно содржи остатоци од јапонски и американски војници. Ова е богохулење против мртвите. Ги молам да престанат да го прават тоа. Во меѓувреме, додека регионалните тензии ескалираат со Кина околу Тајван и со Северна Кореја, постојат стравувања дека овие силно милитаризирани острови повторно би можеле да бидат фатени во ќорсокак со војна на Пацификот. Ако има војна, ова место ќе биде нападнато. Тоа најмногу ми пречи. Пребарувајќи низ пештерите, Такамацу не само што се обидува да ги залечи раните од минатото на Окинава, туку и протестира против војната воопшто, бидејќи опасноста од конфликт повторно се приближува до овие острови.